2 јули 2014 година. Во 1489 година роден е англискиот свештеник Томас Кренмер, еден од водачите на верските реформи во 16-тиот век во Англија. Воведе литургија на англиски јазик и го состави општиот молитвеник на англиски јазик. Во 1566 година умре францускиот астролог Нострадамус, најпознатиот пророк во историјата на човештвото, личен лекар на францускиот крал Шарл IX. Ја напиша книгата Пророштво, во која најчесто на таинствен и нејасен начин ја предвидува иднината. Во 1778 година во Емен-Нонвил умре Жан-Жак Русо, француски писател и филозоф-просветител. Негови најпознати дела се Расправа на науката и уметноста, Емил, Обштествен договор и други. Роден е во Женева на 28 август 1712 година. Во 1877 година роден е Херман Хесе, германски писател. Познати му се романите Игра со стаклени бисери, Демјан, Сидарта и Степскиот волк. Во 1946 година ја доби Нобеловата награда за литература. Умре на 9 август 1962 година. Во 1881 година во Вашингтон е извршен атентат врз претседателот на САД, Џејмс Гарфилд, кој од здобиените рани умре на 19 септември 1881 година. Во 1949 година во Москва умре Георги Димитров, еден од најголемите водачи на бугарското и меѓународното работничко движење. Роден е во селото Ковачница, кај Перник, на 18 јуни 1882 година. Во 2004 година во Лос Анџелес умре Марлон Брандо, американски филмски актер познат по толкувањето на изразито драмски ликови. Филмови Трамвајот наречен желба, Јулиј Цезар, Млади лавови, Едноокиот Джек, Буната на бродот Баунти, Грофицата од Хонг Конг, Последното танго во Париз, Кум. Роден е во 1924 година. Во 2005 година хуманитарни концерти под заедничко име Live Aid во организација на ирскиот музичар Боб Гелдов се одржани во сите земји членки на Г8: САД, Велика Британија, Франција, Италија, Германија, Канада, Јапонија и Русија, со цел да им се помогне на најсиромашните земји.